Директоре, отворен ден на Средното стручно училиште Димитрije Чуковски. Што е целта на овој отворен ден? Всушност, какви се активности доле течат со кои што училиштето се представува пред 9 одделенците од општината и соседните? Значи, како што кажавте, денешниот ден или така наречен отворен ден на училиштето всушност представува можност на која што идните средношколци, односно 9 одделенците од Велес и околината на Велес имаат можност да се запознаат со сите можности и сите капацитети кои што ги нуди нашето училиште. Односно, да се представат сите квалификации кои што се нудат согласно објавениот конкурс за упис на ученици во прва година во учебната 2026-2027 година. Видовме интересни експерименти на лаборанти, мерење на притисок од страна на медицинските техничари, а козметичарките дотерување на лице место. Освен овие профили, јас ќе ги наречам, дали во наредната учебна година, според програмата на Министерството за образование, има нешто што ќе ги изненади 9 одделенците од нашиот град? Така, како што кажавте, значи во објавениот конкурс за упис на ученици во прва година, фактички конкурсот е поделен во 3 сектори: здравство и социјална заштита, лични услуги и хемија и технологија. Во секторот здравство и социјална заштита, оваа година ги нудиме за упис фармацевски техничар и медицински лабораториски санитарен техничар. Таа е комбинирана паралелка и е дуална паралелка, што значи практичната настава се изведува кај работодавач и овие ученици можат да конкурираат за стипендии кои што ги нуди Министерството за образование и наука. Понатаму друга паралелка во склоп на секторот здравство и социјална заштита е медицинската сестра, стандардна паралелка која што имаме со традиција, со години уназад. И оваа година, во споредба со претходните учебни години, повторно го активираме болничар неговател. Тоа е профил кој што е со 3-годишно образование, но по завршувањето на 3-годишното образование имаат можност со проодност да продолжат 4-та година во физиотерапевтски техничар и всушност по завршувањето на средното образование да се здобијат со 2 дипломи и за болничар неговател и за физиотерапевтски техничар. Во секторот лични услуги го нудиме техничар за козметичка нега и убавина или познато како козметички техничар, и во секторот хемија и технологија ги нудиме техничар за заштита на животна средина, кој што исто така е дуална паралелка, со можност за добивање на стипендии, и пекар и месопреработувач, тоа е комбинирана паралелка, исто таа е со 3-годишно образование, и таа паралелка под завршувањето на 3-годишното образование има можност со проодност да продолжи во 4 степен прехранбен техничар и исто и овие профили да бидат со 2 дипломи по завршувањето на средното образование. И оваа паралелка е дуална, така да навистина нашите сектори нудат многу можности. Кога ќе бидат уписите, директоре? Уписите се почнуваат на 12 јуни. Со тоа што веќе неколку години назад пријавувањето е електронско, значи учениците прво електронски се пријавуваат, а потоа ги носат документите кај нас. Но за сите оние кои што би имале проблеми со електронско пријавување, со се што би било потешкотија во однос на запишувањето на пријавувањето, нашето училиште ќе биде отворено тие денови постојано, нашите професори се тука, тимовите за техничка поддршка, така да секаков проблем и секакво прашање кое што го имаат во врска со уписот во врска со престојниот упис, слободно, значи може да дојдат во училиштето, да се обратат, стоиме на располагање. Ви благодарам.